Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татунчо. Со овој подкаст и јас како уредник на овој канал докажувам и покажувам дека овој канал е отворен за сите оние кои што сакаат нивниот глас да биде чуен без разлика која и да е пораката која што сакаат да изнесат. Значи нормално овде задржуваме неколку важни работи, а тоа е умерен и пристоен говор, значи пристоено однесување, а при тоа значи слободата да се критикува и се изнесуваат најразлични критички аргументи е секогаш дозволена. Ајде во текот на разговорот ќе кажам некои работи поврзано со овие теми. Сега сакам да ви го представам гостинот кој што е често виден гостин на овој канал, а тоа е Ѓорги Ѓоргиевски. Ѓорги, добре дојде. Добре ве најдов, Владко. Добар ден да му посакаме на сите наши следачи денеска и овде и секој добро. И тебе и на гледачите. Така, зошто се гледаме ние денеска, Ѓорги? Ајде да почнеме од тоа. Зелена народна стража. Тоа требаше да биде од каде почнува целата работа. Дошница е, односно случајот со реката Дошница е иницијалната каписла или ова е нешто што поодамна зрее за да биде како активизам спроведен во Македонија? Тоа второто, значи Зелена народна стража е малку повозрасна или постара идеја од појавата на проблемот со реката Дошница на нашата планина убавица Кожув. Значи, Зелена народна стража се појавува како идеја за оние што не се упатени. Јас сум екоактивист од Прилеп и ја водам страницата Спас за Прилеп. Значи, овде во Прилеп имало две конкретни досега битки кои, можам да кажам, моментално сме ги извојувале. Кога праша некој кој сте вие, јас би рекол ние народот, обичните луѓе од Прилеп. Значи, првата битка се појави, затоа сме снимали и со тебе интервјуа, но за оние што не се во тек со овие работи. Значи, првата битка се појави негде крајот на октомври месец, почетокот на ноември 2023 година, после потпишувањето на фамозниот договор меѓу државата наша со странскиот окупатор, че се изразам, Бехтел и Јенка, која влегува под превезот на градител на автопатишта, а всушност има многу друга скриена намера. Од тоа можат да го предпостават сите, апсолутно сите наши сонародници, бидејќи се уште власта во Македонија не го обнародува договорот со таа фамозна компанија, која е дојдена за рударски грабеж и судејќи по дејствијата кои беа, вклучувајќи и една од нашите битки за вземање на извори со питка вода. Така да, тие битки се уште се бијат, беа две, едната беше Црн камен или познатиот Кара камен, единствен геолошки локалитет во светот, кој на своите 4 километри квадратни има повеќе од 50 разни видови на минерали и кристали. Значи, во минатото на тој локалитет се наоѓали кристали во големина на човек. Такво чудо кое го немаме во Македонија. Познатиот локалитет Црн камен исто така представува и археолошки локалитет од време на енеолитот со артефакти, со докази и што е на локалитетот Црн камен така поважно да се кажи, таму е пронајден за прв пат минерал
кој е наречен по името на нашата Македонија или таму е пронајден за прв пат минералот македонит. Тој е наречен по името на нашата држава. Значи, после подпишувањето на тој фамозен скријан за нас граѓаните на Македонија договор со Бехтел и Енка, првиот напад беше во Прилеп. Прилеп, иначе, ако ја погледнеме картата со минерални богатства на Македонија, некаде околу 80% од сите минерални богатства во Македонија се концентрирани во Прилепската околина. Така да, симптоматично. Потоа, прв напад во место, како што кажав, локалитет кој го нема во светот, втор, кој би требало да биде музеј под отворено небо, со кој Македонија би требало да се гордее. Тие го раскопаа, го нападнаа за грабеж, под превезот тргнете се, ќе вадиме тампон за градба на автопат. Тука беа запрени по 3 месеци правење штета и копање, однесени некаде околу 300 камиони материјал во непознат правец, кога од автопатот не беше почната ни буквата А и немаше почнато никакви работни зафати. После тоа се преместија во местноста кај селото Оревоец и Плетвар, односно во една падина на Бабуна планина, која е богата, не би можел да речам богата, значи таа Бабуна планина, тој дел од Бабуна планина е целиот со бел мермер, еден од најдобрите и најпрвокласните бели мермери во светот. Почнаа да копаат, но симптоматично беше што почнаа да копаат во близина на изворите за вода, а тука беше важно што во Прилеп моментално и немоментално веќе преку 40-50 години представува најсиромашниот град со снабдување на питка вода, односно да биде појасно, прилепчани се напојуваат, најголемиот дел на напојување на питка вода е од кичевското село Горно Добреноец. Значи преку 80 километри цевковод, преку планини и преку Пелагонија следгува во Прилеп, од кој се снабдуваме најмногу. Оној дел и онака кој не е доволен за снабдување за потребите на градот, кој ги имаме со своја вода, беше нападнат. А исто така, добро ни е познато дека компанијата Бехтел и Енка е добро позната по напад на извори за питка вода. Тоа се случило, има еден доста познат случај во Боливија. Мислам дека беше Боливија во 2000 или 2002 година. Тоа беше објавено на нашата страница, на Facebook страница Спас за Прилеп. Значи, таму каде имаше жртви. За среќа, за нивна несреќа, таму населението се сетило малку подоцна, од кога после такви лукавштини, че градиме ова, че правиме она, били зафатени и заградени со вооружена стража изворите за питка вода, после кој населението од кога се сетиле имало бунт кој завршил со жртви. Но ние, ете, за наша среќа се сетивме на време. Ете, краток вовед за битките прилепски на Спас за Прилеп. Од тука се појави една идеја, пошто паралелно со прилепските битки на овај план, јас би рекол глобалистички, овие битки се дел од една голема завера, односно големо глобалистичка темна идеја на некои си болни умови кои го владеат нашиот свет. Ги гледавме во Струмица. Струмица беше уште пред некои 8 години сериозно нападната, таму исто за отворање на рудник за ископување на
металични руди, односно бакар и злато. Сличниот проблем го имаа и нашите браќа во Гевгелија на планината Кожов покрај концесијата која беше дадена за најголемиот и најдобриот и најубавиот ски центар на Балканот, кој беше отворен, мислам 2007-2008, не ме држите за збор, на нашата планина Кожов. Кратко потоа беше затворен, бидејќи се издале 2 концесии околу тие ски терени за ископување на металични руди, бакар и злато. Гевгеличани тогаш, пак ќе кажам, привремено го решија проблемот со референдум и така се појави една идеја која разговаравме со моите другари како да правиме, значи да не остани идејата беше да Прилепскиот проблем не остани само во оквирот на Прилеп и Прилепчани, Струмичкиот да не би останал во оквирот на Струмичкиот предел, Гевгелискиот не само, да се направи една платформа сеопшта на која ќе се изложуваат проблеми со слична природа и сличен карактер на една платформа и каде ќе се изложуваат сите истородни проблеми, да би секој, да речеме, обичен гледач, обичен македонец, кој не е упатен во ова, листајќи и гледајќи на таа платформа би се појавиле Струмичките проблеми, напад за руда, Прилепските проблеми, напад за руда, Гевгелиски напад за руда, ваму имаме за напад за хидроцентрали, таму имаме за хидроцентрали, така да секој човек би добил една прегледност и една општа слика што всушност се случува и кога работите се многу појасни, тогаш ни е полесно да се групираме, да ни дојде до свеста и така да действуваме. Овде, значи, сега сакам да ја кажам мојата поинта поврзано со оно што го најави во најавата, а тоа е дека се плашам дека овој твој глас ќе стигне до малку луѓе и покрај сета моја добра волја да го споделам тоа, и покрај сите проблеми, значи заканите за загадување на питки води, заканите за загадување на животната средина, за одземање на сите можни природни богатства. Интересот е некој друг. Овие теми некако луѓето поминуваат покрај пожарите кои што сега се случуваат и размислуваат на други теми. Поминуваат покрај проблемите и се преправат како проблемите да не постојат. Ќе го видат овој подкаст, двајца нема да го споделат по социјалните мрежи, а верувај ми, некогаш ми се превратуваат цревата кои глупости стануваат вирални, се споделуваат, само затоа што, не знам, се интересни за општата публика. Значи, ќе ми извиниш, морам тука да го изразам своето разочарување, затоа што и нашите претходни подкасти кои што сме ги правеле, сме жртвували и време и се останато што може да се жртвува, а биле едноставно поминале незабележливо. Така што мојот страф е дека ова благородна иницијатива има еден непријател настрана големите корпорацијски сили кои што се главниот непријател, а вториот непријател е човечката игнорантност, незаинтересираност, летаргичност. Јас, Владко, само до некаде би се сложил со тебе, бидејќи во ова сум длабоко влезен веќе скоро 2 години и можам за радост на нашите слушатели и за среќа на вистината да потврдам дека свеста рапидно се зголемува.
точно е тоа што кажа, некако тешко им доаѓаше на луѓето, има, како да кажам, луѓе на кои се уште тешко би им дошло до свеста и до паметот, но јас мислам дека овие се клучни прашања во овие клучни моменти кога гледаме дека и околината, особено балканските држави, се нападнати со истите проблеми. Морам да кажам, да потенцирам, кога сме тука, да би било јасно за сите. Македонија се соочува со некои, па јас би ги наредкол 4 или 5 видови на проблеми од истиот род, односно глобалистички напади, односно од напади за спроведување на една сатанско глобалистичка умно болна идеја. Значи тие се Македонија, и не само Македонија, тука спаѓа Албанија, Босна, Србија, Македонија, Бугарија, Грција. Овде на овај Балкански полуостров не е апсолутно ни една држава поштедена. Главните соработници се властите во секоја држава. Значи, тоа е многу јасно дека тоа се спроведува преку властите во секоја од овие држави. Главните проблеми се, значи, овие држави, сите наши, се предвидени. Кога ќе го видиме проблемот со западните колонијалистички, крвопиечки држави, кои веќе 2 века, скоро 2 века, живеат на грбача на други држави, живеат во нивните темели се вкопани не само туѓа пот, туку и туѓа крв. Сериозно се набркани од афричкиот континент. Ова прибежиште се бара сега на Балканскиот полуостров во сите овие наши држави. Сега, кои се тие главни проблеми каде сме сите нападнати, кои тука ни е загрозено и здравието и животот. Значи, овие држави се предвидени да станат депонија преку кои ќе се врши увоз на разни типови на смет од истоимените западни држави, вклучувајќи и радиоактивен смет. Териториите на овие наши држави да постанат, односно планините и определени точки каде се ветровити, да постанат центри за поставување на ветерници за така наречено производство на струја. Плодните полиња да се покријат со, пазете, измислиле и многу сладок, така силно убаво запакован термин, сончеви градини, кои ќе бидат, значи, плодните котлини и полиња покриени со сончеви колектори за исто така производство на струја, која ќе дојди некој, ќе ги постави, ќе ги покрие плодните полиња, каде нема да можеме да огледуваме своја храна, а храната се разбира од друга страна ќе ни ја увезуваат истоимените нивните големи корпорации. Тука сме во зависност. Потоа, заробување на сите питки води. Значи, негде околу 1200 мали хидроцентрали, така наречени, се предвидени во овие држави кои ги наброи. Со еден збор да речем во балканските држави, од кои во Македонија негде околу 400 се предвидени. Кога ќе видиме на сите планини, не само реките, туку и помалите поточиња, треба да бидат ставени во цевка, каде ќе изумре целиот жив свет и водата ќе биде контролирана од таму некој си од некаде си дојде. Тоа исто оди под превезот за хидроцентрали, односно за производство на електроенергија. Но таа е минорна. Таа е некаде околу 2%. Значи, тоа е под превезот
на производство на електрична енергија. Сите знаеме дека војните кои се почнуваат и ова време, каде питката вода странува се поретка и поретка, ќе бидат насочени токму во тоа. Тоа е и планот Пеколе, за кој мора да реагираме, односно не само за водите, за сите овие подточки. Јас би рекол дека треба да се истакне три работи. А тоа е дека трите елементи кои што изобилуваат на оваа земја, а тоа се земја, вода и воздух, овие центри на моќ не убедуваат дека почнува да ги снемува. Како да ние живееме на парче пластика, а не на парче земја. Како да ние живееме на Марс, каде што нема вода или оскудна водата, а не на планета која што 2/3 е вода. И како да живееме на место каде што воздухот станува се неподнослив за дишење. Станува неподнослив за дишење затоа што корпоратистичкиот капитализам кој што се спроведува не знае за милост. Предпочитаат значи постојано да исцрпуваат нови ресурси наместо да се користи повеќе кратна употреба на производите и веќе кога не можат да се употребуваат да одиме на рециклирање. Исто така, значи, она што за нашите предци било сметано дека од Бога дадено, земја, воздух и вода, нас не убедуваат дека треба да го плаќаме со скапи пари. Да, па добро, интересна класификација даде Владко, но да ги завршам, значи, и покрај тие хидроцентрали, тука е отварање на, значи, овие териториите на сите наши земји да постанат рударска зона. Тука ги спомнавме, значи, сончеви колектори, ветерници, увоз на ѓубре, хидроцентрали и рударски грабеж. Сега така на ова би додал една работа која што е акутна сега, е акутна последните 20 години секое лето, тоа се пожарите, односно дефорестација на државата. Тие се причината како би дошло до почеток за било што. Значи, видете, претежно териториите кои се опожаруваат специјално или се предвидени за отварање на рудници, или се предвидени за построи на ветерници или сончеви колектори. Значи, видете, тие се одлично свесни, кај нив е се пресметано. Доколку нормална шума здрава би се сечела, секој нормален човек би се побунил. Би имало проблеми како што веќе ги има, не само овде кај нас. И тоа би било многу полесно. Исто така кружеше и низ интернетот, тоа нас пас за прилеп ние го дававме, еден исказ од наш сограѓанин кој имал прилика да зборува со некој си високо постиран европски амбасадор на некоја европска земја пред неколку години, кој му го соопштил ова истото. Значи, рекол дека тој процес, да знаете дека е отпочнат кога ќе почнеме да ви ги палиме шумите. Тоа е веќе почнато последниве 2 години вака многу агресивно и многу очевидно. Ако ние видиме што е многу симптоматично, Владко, да го доведе човека до лудило од 1 јули, оваа година почнуваа забраните, ние на 1 јули имавме 3 или 4 пожари. А до тогаш немавме. Немавме ни дожд во јуни. Имавме исто високи температури, преку 40. Јас во ова сум подолго, работам со луѓе нон-стоп, со дигање на свеста и гледаме енормно, баш би го искористил тој збор, повишување на свеста и на, како да речам, на бројноста на луѓето кои учествуваат, кои се дел од ова повишување на свеста околу овие клучни точки и клучни прашања. И сега, да бидеме малку практични, Зелена народна стража, да се враќаме на тоа, во каква форма е организирана оваа иницијатива, како луѓето да стапат во контакт, како да се приклучат, како да дадат придонес, помош?
Значи, моментално Зелена народна стража е оформена од луѓе од 5 различни градови. Така ја оформивме, а моментално имаме преку 8 или 9 градови кои се веќе активни, како да речам, дел од Зелена народна стража, како, например, како да би било појасно, ние во Прилеп се бориме и главна, како да речам, неформална организација Спас за Прилеп, кој се занимава со овие прашања, со глобалистички напад врз човештвото. Спас за Прилеп ги обработува чисто прилепски прашања. Но Спас за Прилеп е дел од Зелена народна стража. Гевгеличани се борат моментално со Дошница, нив им виси и друг момент, што нив им е прекрасно јасно, доколку падне Дошница, падна и цел Кожув за рудници. Повторно. Референдумот кој е изгласан, кој е законски, кој е правилен и така натаму, нив ништо не им значи. Ние сами гледаме дека нашата држава е веќе претворена, веќе јавно, во една силна криминално-профитерска територија на неколку си кланови, и гледаме дека апсолутно тука нема ни срам, ни перде, се вози само напред, зацртаното мора да се оствари, и тука не функционираат ни закони, па сите гледачи наши, секој македонец знае, еве, што градоначелничката во Скопје отвора какви прашања, какви ние овде, какви во Гевгелија, какви во Струмица, има во Скопје битки, има во Велес битки и така натаму, но тука никаков закон не важи. Така да, Зелена народна стража полека набира на своје членство, доста брзо. Значи, Зелена народна стража, мислам дека нема навршено ни месец со своето постоење. Има набрано голем број наследачи и е препознаена. Која е намерата? Намерата е чиста. Тука нема апсолутно никакви политички примеси. И намерата е за информација, за ширење на ова за нас клучна, за нашиот живот и здравје, на секој еден граѓанин, проблематика со која се занимава Зелена народна стража. Комуницирајќи со вас, екоактивистите од Македонија, или се единствениот со кој сум во комуникација, сваќам дека имате еден сериозен проблем, а тоа е политичките притисоци со тужби, закани, што јавни, што полујавни и слични работи. Дали во тој правец не е паметно да се претвори ова иницијатива во вистинска регистрирана невладина организација која што ќе има и своја правна служба, која што едноставно ќе биде вид на брана против едно такво делување против сите тие што се активни на овие полиња? Вие имавте адвокат во вашата организација во Прилеп и веројатно си свесен дека присуството на луѓе кои што го разбираат законот е и текако потребно. Не, апсолутно. Видете, овие битки се случуваат на два терени. Еден е на конкретен терен на улиците, а вториот е правната битка по институциите. И да се разбира, видете, ние имаме правен тим кој е сега во оформување, каде еве имаме најава дека ќе ни се приклучат неколку адвокати кои ќе се занимаваат со тоа. Но апсолутно сите ние кои ја оформивме оваа платформа и ова, да го речам, движење се македонско, морам да потенцирам, главната задача е обединување на македонскиот народ по пат на освестување за овој вид на проблеми кои се клучни по нашето здравје и по нашиот живот директно. Повторно ќе потенцирам. Значи, тоа ќе го правиме, без тоа имаш право никако, но ние
и Зелена народна стража останува неформална исто како Спас за Прилеп. Значи, овај систем до сега, дека требало да бидеме на некаков си документ, дека требало некаков печат, дека некаков подпис требало, дека не знам што. За нас тоа не важи. Можело и вака. Политика апсолутно не интересира. Не потенцираме конкретни делејќи ги на политички обоени, вакви биле или такви биле, може да потенцираме кои се проблемите и кои се центрите од каде извираат истите проблеми. Еве каде во старт грешиш, Георги. Дозволи ми да го искажам ово мислење. На овој канал гостува Костадин Ристоманов и Татина Стојановска, кои што се активисти, екоактивисти, кои што се борат на свој начин, едната во Скопје, другиот во Струмичко, и се влезени во советите на своите општини како независни кандидати кои што ги заштитуваат овие идеи за кои што се борат. Така што политичкото делување не треба да биде доживеано како стигма, како нешто валкано. Напротив, овие идеи треба да имаат и политичка тежина и внатре во институциите на системот. Затоа што кога ќе имате избрани представници на народот, без разлика на кое ниво се, тогаш тежината е поголема. А не да формирајте политичка партија, направете независни листи, еве се ближат локални избори, во сите можни општини, значи не велам само во Прилеп, во општините кои што руралните општини кои што гравитираат околу Прилеп, како што тоа го има направено Костадин во Ново село Струмичко ми се чини и така натаму. Значи секаде каде што може да се биде пречка за овие глобалистички тенденции, мислам дека не треба политиката априори да се отфрла. Ве разбирам, имало неколку наврати на разговор за ова, кои биле сите од големото мнозинство, големо зборувам, скоро 99% од сите присутни, дека апсолутно го одбиваме тоа. Тоа е нивни избор, јас сум добро запознат, ние сме и блиски соработници, во добар контакт сме со сите, одлично сме запознаени со сето и со овие прашања, но сепак нашето мото е да останеме тотално аполитички. За сега тоа нас не интересира. Нам ние задачата да го информираме народот, да се буди свеста и да делуваме моментално само на тој начин. Има тези дека е потешко, доколку не си внатре, доколку не можеш да ја растуриш валканата игра меѓу валканите играчи во валканите институции, тоа држи вода до некаде, но ќе ви кажам едно нешто кое не знам дали комплетно ќе го разберат сите наши гледачи. Сите оние кои учествуваме во формирањето на Зелена народна стража, веруваме во онај, како јас го нарекувам, невидливиот свет. И тоа за нас е многу поважно него овие закономерности кои владеат во овој видниот, физичкиот свет. Се базираме на тоа и силно веруваме дека таа енергија би била нарушена. Доколку се направат потези онакви како што ти ги објасни. Костадин е прекрасен човек, но така избрал да се борат таму, имаат големи успеси, знам кои се добрите страни на тоа, но сепак ние решевме да не влегуваме во Валкани Манџи, затоа што сите апсолутно бевме против. Така решивме, така продолжуваме. Го почитувам мислењето, иако на крајот повторно ќе поентирам, значи убаво е тоа што го кажа, значи звучи духовно, звучи продуховено, звучи
убаво, но кога ќе се вратиме во реалноста, битката не е толку абстрактна, туку е конкретна. Живееме во представничка демократија. Ретките референдуми што се случуваат каде што плебисцитот, односно плебисцитарното изразување, народот одлучува, секогаш одлучува на некои прашања кои што се обично да не се донесуваат закони преку референдуми. Законите, односно оно што е важно, одлуките, договорите ги подпишуваат избраните представници на народ. Тоа е таа така наречена представничка демократија. И најголемиот успех на овие сили за кои што јас и ти изборуваме е фактот дека најголемиот дел од луѓето се незаинтересирани. Тенденцијата е што помалку луѓе да излегуваат на избори, огромното множество да не излегува, а оние што ќе излезат се веќе ставени во под контрола, дали се тоа административци, пензионери, Да. партиска војска и така натаму. Што значи? Мнозинството ја препушта ситуацијата на едно малцинство кое што владе, ова е случај секаде Да. во сите земји, дури и во развиените европски држави, значи она заслепеност од секојдневните уживања, брзата забава на интернет и така натаму ги оддалечуваат луѓето да размислуваат буквално како во Brave New World на Хаксли, значи тие задоволства, сетилни и така натаму. Еве, да не се најдат некои навредени, сега се размислува за одмор во Грчка, не се размислува за шумите што горат. Небитно е. Кога ќе се вратиме во септември, па ќе видиме што со тоа. На жал, поголемото мнозинство да. Но има надеж. Има надеж, сигурен сум, верувам, и не само јас, веруваме сите, и одиме напред. Јас не би спорел со ниједна точка од ова што го кажа, но ние решивме така. Зелена народна стража во тоа и се разликува од сите останати формални или неформални организации со ист или сличен карактер и цели. Доаѓа ново време, кажувам бона, ние што го гледаме и веруваме, кој носи тотално нови закономерности, ние го следиме тоа што го гледаме и тоа што го чувствуваме. Кратко кажано, може би за мнозинството не до крај јасно, може би за поголем дел од нашите следачи сулудо, но сепак ние решивме да го тераме овој пат и вак. Па останува да видиме. Така, кои се конкретните чекори што планирате да ги превземете во тој поглед? Значи кој е активното делување сега? Ако не е политичко, ако не е институционално, кое е? Активното делување, видете, во Гевгелија на големиот протест кој беше во предминатата недела, точно датумот не можам да се сетам, се случи едно големо чудо на кој беа присутни луѓе од 13 различни градови. При тоа ќе кажам, Зелена народна стража постоеше дотогаш 2,5 недели. Ние во склоп, значи Зелена народна стража, кажувам, во чиј склоп влегуваат повеќе различни формации и издруженија од Гевгелија. Ова беше објавено за само 3 дена, организирано. За само 3 дена. Дојдоа представници од 13 различни града и уште од 4 различни точки, односно села, кои се од различни општини, така прилично подалеку од Гевгели. И тоа јас сум уверен дека за такво време, такво нешто прв пат се случи, почна од Гевгелија и ова нема да запре. Имаме, значи, за дали е пол месец или не пол наше постоење, имаме многу понуди.
многу повици, многу пораки од нашата диаспора, на која сме премногу и благодарни. Еве како да го објасниме поинаку. Препознаена е енергијата за донации, за било каква помош, за правна. Се јавуваат луѓе кои работат во сфери кои се барем блиску со проблематиките во сферите во кои се јавуваат овде кај нас во Македонија, кои имаат познавање од конкретни сфери, од конкретни прашања. Значи, ја не можам да кажам, не можам ни да се изразам, не можам да ги изразам тие чувства кои ова го гледаме. Ние силно веруваме сите до еден кој го создадовме ова. И кажувам, негде 8-9 града се веќе присутни во тоа оди лесно, оди на доверба. Да ги кажам главните точки. Значи, тоа е да онаа летаргија и апатија која владее, која беше надвиснала на нашата Македонија, тие се и главните причини за ова незаинтересираност, која ја спомнувавме неколку пати во ова наше интервју. Тоа е со еден збор духовен пат, на кој се работи повеќе од 35 години. И во нашата бивша држава која се викаше СФРЈ, почетоците се наоѓаат уште во таа држава, во далечните 80, во 70 години. Како се одело кон тоа, кон тотален духовен пат и духовно слепило. Дека луѓето воопшто, јас со тебе сме разговарале, 280 дена народна стража, блокада на патот во Прилеп, најголемата и најдолгата битка до сега во Македонија. 280 дена луѓе стоеа секој ден и на очите нивни не веруваја и зборуваја. Зборуваја од навика. Затоа што се духовно паднати. Не дете, џабе ние се. Не дете, не ја бидува оваа работа. И јас тоа одејќи по улица го слушам 99.99 и многу децимали после запирката. Деветки. Тоа е целта. Да внесиме малку светлина, Владко, во ова мракобесие кој беше надвиснало над нашата Македонија. Каде и младо, и старо, она што останало, па и она што си заминало, што се оцелило, не гледа никаква светла точка. Дека сепак може, дека можело, дека може, дека заедно сме посилни, дека главно е да ја отфрлиме онаа суета која е премногу присутна кај секоја единка. И тоа е најголемата пречка. Значи, освен апатијата и летаргијата која владее практично кај сите возрасти, тука имаме суета огромна. И од интелектуалци, и од неинтелектуалци, и од не знам какви. Посебно да кажам, онај интелектуалниот свет. Тоа не можам ни да го опишам, колку тука има суета. Да покажиме дека не е важно дали јас и ти сега да спориме дали кафето е подобро со шеќер или без шеќер. Ајде да го тргнеме тоа на страна. Овде стоиме за спас на водата, на реката, конкретна, или на улицата, на било што. Не е важно за кафето да се спориме и да се препираме. И дека треба да си подадеме рака. Мислам дека ја пренесов. Тоа се тие моменти кои што ги зборував, дека сепак се плашам дека тоа суетно мнозинство ќе ни игнорира и овој пат. Се плашам. Значи, еве, се надевам дека ќе бидам негиран со пословен муабет, се надевам дека
случувањето на терен ќе ме негираат, јавно ќе излезам, ќе се извинам, ќе речам луѓе, вие сте светско чудо, јас грешив, ќе побарам јавно прошка. Но И така и ќе биде. ова го ветувам, но во спротивно ќе бидам повторно тука и ќе бидеме повторно тука за да повторуваме дека свеста се уште, зборуваме за онаа колективната свест која што треба да не обединува, се уште е заспана. Владко, едно ќе кажам. Станува збор за енергија. Не е видлива со очи, но работи. И го копа онај брегот, тивка вода, брег рони, имаме стари наши, таква е на изречица. Таја многу работи. Ќе кажам еден пример, да биде јасен за сите гледачи. Разговарав со еден новинар. Ме праша вакво прашање. Кажете ми, како спас за Прилеп, кои се вашите успеси? Прашањето беше просто и едноставно и многу кратко. И реков, нашите успеси се делат на два типа. Има видливи за око и невидливи. Интересен одговор добив како коментар. А ми вика, ајде да почнеме со видливите. Кои се видливите? Видливите се, реков, тие. Напад на Црн камен. После 3 месеци запрено, дали со притисок, дали и Божија помош, се разбира, нема да го коментирам. Окупаторот се откажа, барем при време, така се покажува. Но не важно. Втора битка, втор напад на втора точка различна. 280 дена народни стражи. Никој од првиот ден блокада не влезе на местото на злосторот. Тоа и ден денеска не е разнебитено. Тоа е видливото за очи. А што е тоа, ми вика, што е невидливо, а ние сите не го гледам. Реков, невидливото е што дадовме еден поттик. И повторно ќе кажам, не е видлив со очи. И не е силно чувствителен како скокот, како сврбеш од убот на пчела или на комарец. Не е таков. Суптилен, нечувствителен, но тој работи. Испуштивме една мала светлина, можеби. Дадовме надеж и покажавме дека во народот е силата, во обединувањето, во сплотувањето. Кога сме заедно, ние сме многу, тие се малку. И ние тоа го покажавме во Прилеп. Го покажаа и струмичани. Покажаа и гевгеличани со референдумот. На друг начин се разбира. Сите на малку поразличен. Условите беа различни. Ние го покажавме. А тоа се шири. Тоа не се гледа, а и не се чувствува. Но силно работи и силно копа. И носи резултати. Во тоа силно веруваме и затоа одиме по начинот на кој го објасни. Така се надевам дека преку овој подкаст, преку оваа емисија, таа невидлива порака, таа обединувачка сила ќе стигне до што повеќе македонки и македонци и дека на крајот силно ќе светне денот за кој што сонуваше своевремено и почораци. Сонуваме сите. Јас лично со таква молитва легнувам. Во текот на ноќта такви соништа сонувам. И секој ден се будам за една посветла иднина, за слобода. И кога имам еден свој израз, кога би седел на Прилепскиот плоштад пиејќи кафе или пиво, наблюдувајќи околу мојата маса, се што се движи, да би било насмејано. Да гледаме среќа, да гледаме надеж. На местото на огромната апатија, на огромната недоверба, неверност, разочараност.
и за тоа работиме и силно веруваме дека ќе дојдеме до тоа. Ѓорги, ти благодарам за убавите зборови за ова гостување. Се надевам дека ќе биде секако што ти кажам. Да се надеваме и да одиме кон тоа, со добра мисла.